Владата ги игнорира проблемите за кои укажува Меѓаш. Што и да кажете, што и да направите, нема ефект, само игнорирање, вели извршниот директор на организацијата Змјанац. Тој со разочараност констатира дека и покрај укажувањата државата не формира централна база на податоци за децата, ниту пак центри за рехабилитација на деца зависници од дрога. Државата ги игнорира алармантните податоци за состојбата на децата од ранливите и маргинализирани заедници. И покрај упорните укажувања, молчи за нивната социјална исклученост. Реагира невладиниот сектор и бара надлежните итно да изготват база на податоци. Мора да се пронајдат децата што не се регистрирани во матичната книга на родените, односно се надвор од училишните клупи и најчесто питачат по крстосниците. Токму тие, според првата детска амбасада Меѓаши, се изложени на најголем ризик од трговија со деца. Само во Куманово има 330 деца кои воопшто не се ни евидентирани во изводот од матична книга на родените, а во Шуторизер има околу 500. Тоа се информации од партнерски организации. Значи, ако вие во две општини имате 830 деца кои воопшто не се вклучени со изводот од матична книга на родените, каква е бројката со останатите општини во другиот дел од државата? Значи, такви ситуации кога граѓански сектор ќе излезе и ќе каже јас да сум министер, дали за образование, дали за труд или премиер, јас ќе излезам и ќе кажам не е точна оваа бројка или делумно е точна или состојбата е таа. Невладиниот сектор со забелешки до народниот правобранител го повикаа посериозно да се посвети на проблемот со злоупотребата на децата. Народниот правобранител не санкционира ако забележи дефект во основ на имплементирање на Конвенцијата за правата на детето. Вие кажете ми кога последен пат народниот правобранител покренал кривична пријава против некоја институција кај што се забележала одговорност и нефункционалност на системот. Исклученоста на најмладите од образовниот процес го отвора прашањето и за нивното здравствено осигурување. Голем број деца никогаш не биле на систематски лекарски преглед и не се вакцинирани. Бараме соработка поголема, значи на повисоко ниво, помеѓу институциите, значи на едно институционално ниво да се направи оваа соработка, односно помеѓу центрите за јавно здравство и центрите за социјална работа, значи повторно се со цел да може да ги најдеме оние семејства, оние деца кои што не може да дојдат до имунизација, кои што не може да дојдат до прегледи, односно до систематски прегледи. Право кое што треба да им следува, кое што им е загарантирано. Невладините бараат и поголема грижа при изградбата на образовните објекти. Новите училишта или оние кои се реконструираат да бидат попристапни за децата со посебни потреби, а да се работи на прилагодување на програмите за следење настава. Градоначалникот